колега министер Шапорич во владата на Република Македонија, почитуван председател на Светската инвестициона федерација за бизнис ангели, господин Алтунташ, почитуван Майкл Голд, представник од истата федерација, почитуван председател на Академијата на науки и уметности во Република Македонија, доктор Таки Фити, почитувани останати представници од општествениот живот во Република Македонија, а пред се почитувани представници од стопанството во Република Македонија. Владата на Република Македонија е исклучително поддржувачки настроена према сите иницијативи во стопанството, а посебно према предприемаштвото во Република Македонија. Се обидовме тоа да го покажеме и со носењето на одредени закони и одредени програми кои што веќе ги имплементиравме. Без разлика што тие во еден дел трпеа некаква критика, тоа беше повеќе популистичка критика него суштинска, тие суштински го дадоа својот резултат. И денеска имаме закон за финансиска поддршка на инвестициите во Република Македонија, како и програма која што се имплементира преку Фондот за иновативност, и вистината е дека над 200 компании добри во Република Македонија првпат во историјата на Македонија ќе добијат поддршка и помош од владата на Република Македонија. Исто така, апсолутно се поддржувачки настроени и кон сите странски инвестиции, а факт и резултат на тоа е што само во една година успеавме да подпишеме 16 договори за странски инвестиции, визави 23 кои што се подпишани сите минати години, и тоа без никакви трошоци за маркетинг и било каква пропаганда. Тоа се бројките и тоа се фактите, меѓутоа и покрај сето тоа што го направивме, постои еден гап, постои една празнина во економијата на Република Македонија, односно во поддршката на компаниите, а таа празнина е празнината за младите, талентирани луѓе или луѓето со идеи кои што и не се така млади, а кои што немаат финансиски средства да ги спроведат своите идеи. Тука, таа празнина, точно се надевам дека една ваква иницијатива може да ја пополни. Зошто? Заради тоа што луѓето кои што имаат идеи и кои што имаат било каква амбиција да некој свој бизнис план го реализираат, тие во почетокот немаат финансиски средства за тоа. Јас тоа многу добро го знам, бидејќи сум се нашол во таква ситуација пред 20 на години. Во тие услови, многу е тешко да се појавите во било која банка и да побарате кредит, бидејќи секоја банка бара да имате некаква историја или да имате хипотека. Младите луѓе или луѓето кои што имаат идеи не секогаш имаат хипотека, а историја немаат никаква, бидејќи практично тие се занимавале со нешто друго или не ја реализирале таа идеја. Многу идеи во нашата држава се пропаднати точно од таа причина, бидејќи не можат да најдат извор на финансирање и тие идеи одат во незаборав и практично одат во заборав практично и едноставно се уништуваат и никогаш не се реализираат. Од друга страна, сакам само да ви обрнам внимание на тоа што се случува во светот. Ако ги видите кои се најголемите компании, кои што денеска котираат на берзите и кои се најбогатите луѓе, ќе видите дека тоа не се луѓе кои што го наследиле богатството. Тоа се луѓе кои што почнале од нула. Па можам само да ве потсетам на Apple, кој што сега нели покојниот Стив Џобс, можам да ве потсетам на Тесла, можам да ве потсетам исто така на Амазон. Тоа се луѓе кои што своите компании ги формирале од нула и кои што успеале. Еден добар пример е Mobileye од Израел, кој што практично од еден акселератор од стартап компанија, а и акселераторот е еден тип ако помага некој на бизнис ангел, али организиран да речеме на некој начин, достигна вредност со 16 милиарди евра продажба на компанијата на светскиот пазар. Таквите настани го одликуваат денешниот свет и денешното економско живење. Значи, денеска е главна идејата. Капитал има многу, капитал имаат банките, меѓутоа банките, и мора да е така, да не се свати дека јас ги критикувам, тие мораат да бидат конзервативни, бидејќи ги штитат депозитите на граѓаните каде што нели дејствуваат на таа територија. И тие мораат сега уште повеќе со воведувањето на базелските критериуми, тие критериуми да бидат уште поригидни, заради тоа што па доколку се пушти тука голема слобода, ќе се случи да бидат загрозени депозитите на граѓаните и на компаниите во државата. Сега, тој простор кој може да го пополни? Па можат да го пополнат луѓето кои што имаат капитал, кои што имаат доволно доблес и знаење, да препознаат добра идеја, да поддржат добра идеја, и затоа да не бараат у почеток никаква гаранција. Точно тоа е идејата на бизнис ангелите,
кои што во светот, еве веќе слушнавме, дека над 50 милиарди евра на годишно ниво се инвестираат на овој начин, а во Република Македонија скоро и да не постои. Сакам тука само да споменам една иницијатива која што СИТ ја направи на времето и имаше една иницијатива на Бизнис Ангели во која што јас и лично учествував со предавања, значи во делот како да се помогне на младите луѓе, бидејќи младите луѓе или луѓето што имаат идеја, не се секогаш менаџерски едуцирани и нив освен капитал им треба и менаџерско знаење како тој проект да го водат. Така да, значи, еден аспект е финансиската поддршка, меѓутоа исто така многу значаен аспект е како тие луѓе и да добијат, значи, поддршка во знаење, во ноу-хау, да своите компании или својот проект понатаму го менаџираат, за да, еве, условно речено, не изгорат во тој свет на суровиот бизнис. Во таа смисла ја поддржувам иницијативата во името на владата, му честитам на колегата Шапорич за неговиот ангажман на оваа иницијатива и се надевам дека во иднина со воведување на законска регулатива за овој дел на, како да кажеме, поддршката на предприемачите, а овдека станува збор точно за она што треба за микро и мали, значи, предпријатија, дека ќе можеме и во Македонија да се пофалиме со одредени бројки кои што ќе бидат инвестирани на овој начин. Јас лично ќе земам учество во тоа, значи како човек кој што мислам дека во економското живење на државава поминал одреден временски период и мислам дека можам да партиципирам, а на сите стопанственици им препорачувам активно да се вклучат во оваа иницијатива и после донесувањето на законската рамка да овозможиме на луѓе кои што имаат идеи да ги развијат своите бизниси. Бидејќи, пак ќе кажам, денеска идејата има најголема вредност. Ви благодарам на сите на вниманието и ви посакувам успешна работа.